Celebrating its 60th anniversary, Quattro Ruote is organizing a master program called Meet the Masters of International Car Design. If you are a young graduating car design or a design professional, you will have a unique opportunity to meet and learn from the best international car designers like Giorgetto Giugiaro, Walter De Silva and others. Do not miss these opportunities. Contact our partner in Macedonia, Avtoplus, and join our program in Milan from November 20 to 26. Една од најстарите автомобилски ревии во Европа, нашиот партнер Quattro Ruote ја прославува 60 годишнината од своето постоење. За одбележување на јубилеот направена е програма со многу манифестации и активности. Дел од нив се и завршени, а дел предстојат. Најголемиот настан секако е средба со великаните на дизајнот, која се одвива во повеќе фази, но централната е на есен во ноември. Еден од настаните кои беа врзани со дизајнот во рамките на јубилеот на Quattro Ruote, партнерот на Avtoplus и на уште 15 други списанија ширум светот, беше представувањето на креацијата Сирма во Женева, уште минатата година. Хибридниот супер автомобил за 3 лица, направен од страна на студентите од IED во Торино и представува студија на екстремен спортски автомобил со распоред на седишта 1+2. Годинава исто така во Женева беше представена креацијата на нова изведба на студентите од IED во Торино во соработка со ревијата под името Шива, што се однесува пак до средба со великаните на дизајнот. Програмата опфаќа уникатна можност избрана група на млади дипломирани студенти од целиот свет, од дизајн училишта и млади професионалци кои веќе работат со дизајн центрите на светските производители да се сретнат и да научат од мајсторите на дизајнот. Средбата ќе трае една недела, се одржува на англиски јазик, а импресивната серија предавања, разговори и диалози обезбедува извонредна можност да се учи од мајсторите и да се асимилира нивното размислување, пракса и животно искуство. За време на средбата посетителите ќе може да се запознаат со нивната работна филозофија, елементи од нивниот уникатен стил и нивните ставови за иднината на дизајнот кај автомобилите. Во работата во оваа недела за размена на мислење и искуства се поканети да учествуваат врвните имиња на дизајнот на возила, почнувајќи од прогласениот за дизајнер на столетието Giorgetto Giugiaro, а секако печат со своето присуство и посебно излагање ќе даде еден Walter De Silva, Марк Адамс од Opel, Јан Калум од Jaguar, Грегори Джулам од Kia Europe, Гери Макговерн од Land Rover и Куа Маеда од Mazda, Широ Накамура од Nissan, Мартин Смит од Ford, Лорен Ван дер Акер од Renault, Адриан Ван Хойдонг од BMW, Горден Вагнер од Mercedes. Еден ден на посетителите посебно ќе им посвети првиот човек на дизајнерското студио на Ферари, Флавио Манцони. Интересен е фактот што Avtoplus како партнер на Quattro Ruote е дел од сето ова од самиот почеток и имаше уникатна можност да обезбеди за македонските дизајнерски надежи дури 3 места за ова дружење со великаните. За оваа цел во посета на нашата земја беше уредникот на италијанската ревија Масимо Машинбене, кој имаше средба со млади дизајнери и професори од Машинскиот факултет во Скопје, со амбасадорот на Италија во Македонија, каде ја презентираше програмата и ги напомена незините вредности и оригиналност и улогата на Avtoplus во сето ова. Сите заинтересирани дизајнери, студенти, дипломци, млади професионалци кои имаат желба да сте дел од Академија Quattro Ruote треба да се јават во редакцијата на Avtoplus за да пополнат формулари за учество и да се запознаат со условите. На 23-тото издание на фестивалот на брзината во Гудвуд на 100 километри од Лондон и годинава на едно место можеше да се види се што ја красела автомобилската сфера во минатото, во моментов и во блиската иднина. Класични автомобили, јубилеи, аукции, промоции и дебија, се за 3 дена, како што потенцираат од организаторот благодарение на збогатеното учество од страна на компании и поединци. Годинешното издание на фестивалот беше меѓу најуспешните досега.
трка. За време на фестивалот на брзината Goodwood 2016 официјално учество регистрираа голем број компании и производители. Во текот на годините Goodwood Festival of Speed стана вистинска атракција која секоја година донесува интересни содржини. Во периодот од 1993 до сега во овој британски центар на автомобилскиот свет на почетокот на летото може да се видат автомобилски новитети, раритети, несекојдневни скулптури. Задоволство беше да се дзирне на секој штанд, а повторно своја фешта имаа дефилеата на класичните модели кои ги представуваа великаните на автомобилскиот спорт низ историјата. Марк Вебер, Алан Прост, Сер Стирлинг Мос, Сер Джеки Стюарт, Емерсон Фитипалди, Мартин Брандл, како и сегашните Луис Хамилтон, Нико Росберг, Дженсон Батон, Нико Хулкенберг. Ако некогашните асови ги видовме во поинаков сјај, овие сегашните покажаа дел од своето знаење и умешност. На годинишниот фестивал на брзината беа одбележани голем број јубилеи. BMW прослави 100 години од своето постоење. Во таа чест беше подигната монументална скулптура висока 26 метри над куќата на Лорд Марч, пред чие плато се одвива целата манифестација. Оваа скулптура е направена од Гери Јуда, а тежи дури 165 тони и на неа може да се видат класични тркачки автомобили. Од другите јубилеи ги издвојуваме 50 годишнината од серијата Can-Am, првата победа на Ле Ман на Форд Фете пред половина век и 100-та трка на Индианаполис 500. Во традиционалната трка на олдтаймерите на специјалната патека можеа да се видат Мекларен F1 GTR Longtail, Ferrari 333 SP, Ferrari 156 Sharknose, Zuaber Mercedes C9, Audi Quattro S1, Plymouth Belvedere GTX. Во аукцијата на Bonhams беа продадени автомобили во вкупна вредност од над 20 милиони фунти. Меѓу премиерните изданија секако вреди да се спомене новата икона на Aston Martin, моделот DB11, Мерцедесовата ѕверка AMG GTR со 577 конски сили, Mini 7 кој има глобално деби, Ford ја представи својата нова Fiesta ST200, Renault блесна со Twingo GT, Mazda го покажа топ моделот MX-5 RF Targa, а пак во тој контекст Fiat ја најави својата најнова спортска икона Abarth 124 Spider. Светскиот шампионат во мотоциклизам MotoGP од трка во трка предизвикува вистински возбудувања, спектакли, неизвестност до самиот финиш на трките, сензации. Единствениот елемент што се вклопува во сета оваа сторија, која буди посебни реакции од епизода во епизода, а не е мотоцикл, секако е безбедносното возило. Согласно со работката со BMW M-Division, со кој MotoGP се партнери речиси 2 децении, баварците имаат задача да обезбедат безбедносно возило со исклучителни можности за управување, кое го прават идеално да се соочи со предизвиците на надпреварувачката патека. За оваа сезона BMW го понуди M2 MotoGP Safety Car. Како новинар чија специјалност е автомобилизмот, едноставно посакував да ја испробам оваа ѕверка и за миг да ги почувствувам динамичките својства и перформанси. Луѓето од македонскиот импортер M-Car, како да знаеа за моите желби, овозможија да бидам дел од представувањето на стандардната верзија со малку шминка на патеката Hungaroring во Унгарија. Слично искуство имавме со серијата M3 во Каталуња, но овој пат управувањето со BMW M235i имаше поинакво сценарио. Баварците не само што сакаа да се запознаеме со квалитетите на ѕверката, туку подготвија мало надпреварување на одредени делови од патеката, што дополнително го крена адреналинот кај секој од новинарите кои се најдоа на патеката. Лично, не само тоа, чувството дека сте на патеката на која за само неколку недели истите километри ќе ги минат Хамилтон, Росберг, Фетел, Рајконен, не можам да опишам колку беше посебно. Привилегија, зарем не? По завршувањето на брифингот се отворија вратите на боксовите каде Формула 1 болидите ги менуваат гумите и се радувале на победите. Не очекуваа безпрекорно подготвени двојки во сина и бела боја.
Групите се распределени и време беше да дознаеме што ли се крие во М235И. Го стартува моторот, звукот е кул. Оние разбрефтани коњи подготвени го очекуваат притисокот на педалата за газ. Се е уредено логично во типичен BMW стил. Нема изненадувања. На препорака вклучуваме режим Sport Plus и чекаме следна команда. Сите модели располагаа со 7-степената DKG автоматска трансмисија, преземена директно од M3 M4. Вака спакуваниот мотор со оваа трансмисија ветува забрзување до 100 км/ч за 4,2 секунди. Постои комбинација за да активира опција за контрола на систем со функцијата брзините да може да бидат регулирани преку лостови за управувачот, што ја користеше мојот колега, но јас се одлучив за комплетно автоматско менување. Мокноста ви влегува под кожата, а истата се пренесува до задните тркала и е произведена од N55 мотор со работна запатнина од 3 литри. Се одликува само со еден турбокомпресор и развива 370 конски сили и 500 Ньютон метри. Истиот агрегат може да биде виден и кај новото BMW X4 M40i, но со малку пониска мокност поради ZF трансмисијата. Вежбите минуваат, асфалтот под сонцето и температура на воздухот од 35 степени доаѓа до точка на топање, но Pilot Super Sport гумите ги потврдуваат своите вредности. По неколку интензивни сопирања дојде изуење во дисковите, но интересно е дека во ниту еден момент ножната сопирачка не ја промени висината и функцијата. Сепак сопирачките се исто така позајмени директно од M3 M4 и во моментов се нудат само бинарни челични дискови, но најверојатно наскоро ќе има и карбон керамичка опција. Очекував дека M2 ќе се справи потешко од M3 со контролирање на мокноста при излегувањето од свилоците, но активниот M диференцијал со паметна компјутерска блокада ја прераспределува мокноста и заклучува до 100% за дел од секундата. Комбинацијата од димензии на гуми, филни, диференцијал е вистински закон. За разлика од оние кои дојдоа да се надпреваруваат, јас посакував да го почувствувам возилото. Како одминуваше времето, бев се побрз, зашто дефинитивно ми помагаше комуникацијата со возилото и информациите што ги добивав од педалите и воланот. Малиот се покажа подружелюбив од очекуваното, а за да филингот биде што се вели до врв, посебно подготвени модели имавме можност да ги испробаме на автопат и низ скривулистите патишта на Унгарија. Навистина ова ни беше најважно. Дизајнот, опременост, функционалност и другите вредности сме ги потенцирале кај обичната двојка многу пати. Сепак, ваква презентација каде може да се допре во душата на возилото е несекојдневна и долго останува во сеќавањата. Европскиот регулатор Euro NCAP ги објави резултатите од тестовите на повеќето нови возила на пазарот: Alfa Romeo Giulia, Seat Ateca и Volkswagen Tiguan. При краш тестовите, трите автомобили од различни класи се представиле одлично и заслужиле највисоки одличија 5 звезди. Главната причина за нивниот успех лежи во стандардните системи за безбедност или поточно итни системи за сопирање кои при високи брзини и ја намалуваат штетата од судир значително, а при ниска за повеќето случаи ги спречуваат целосно. На производителите им е дозволено да повторуваат тестови со додавање на изборни системи за безбедност, но тука тоа не било потребно. Долго очекуваниот седан на Alfa Romeo имаше резултат од 98% за заштита на возрастните патници, 81% за деца и 69% за пешаците, а за системи за безбедност проценката е 60%. Кај првиот SUV на Seat оценките се соодветно 93% за возрастни, 84% за заштита на децата, 71%
51% за пешаците и 60% за системите за безбедност. Највисоките оценки се за новото SUV поколение на Volkswagen, Tiguan, со 96% за возрастни, 84% за деца, 72% за пешаци и 68% за системите за безбедност. Кога се појави BMW X6, предизвика вистински шок, особено за фановите на класичните баварски изведби. Екстравагантниот, крајно луксузен и впечатлив SUV со купеовски линии беше на вистина сосем нешто ново, но гумина новината ја прифатија со голема резервираност, со образложение дека на пазарот нема простор, па ни потреба за ваков автомобил, но по 8 години и бројката на продадени единици го тврди спротивното. Односно дека ова не само што е потребен, туку и мощно посакуван SUV. Праксата покажа дека на пазарот му недостасувало нешто вакво, изведба која не се вклопува во вообичаените форми. За да работите кулминираат, спартанската идеја на BMW беше прифатена и од најлутите конкуренти, особено во премиум сегментот, па денес има повеќе вакви изданија и модели. Понесен од успехот на X6, BMW се реши и на нов чекор на истиот колосек. Поточно понуди необичен концепт на возило во попристапна изведба, како според пропорциите, така и ценовно. Баварците на светот му подарија на вистина уште една креација во овој стил, моделот X4. Не е тајна дека кросоверската купеовска изведба во целост ги имитира линиите на X6, кој за разлика од својот поголем брат, кој за база ја користи архитектурата од X5, надградена на платформата на моделот X3. Точно така, по рецептот на успешниот X6, спортскиот дериват на баварскиот засега најголем SUV модел X5 направен е за 20 cm пократок и 10 cm потесен BMW X4, односно неговите вистински димензии се 467, 188 и 162 cm. Ова е модел кој всушност според димензиите и сите други особини се вбројува во SAV, Sports Activity Vehicle сегментот. Дизајнерските стручњаци имаат различни поставки кога е ова остварување во прашање. Некои сметаат дека поради покомпактните димензии, X4 останува не толку приметен во однос на шестката, но пак други го тврдат спротивното. Токму тука се крие шармот и атрактивноста и го подкрива адреналинот кај оние кои посакуваат токму вакви креации. Предницата е скроена во склад со корпоративниот дизајн на компанијата, наметната кај кросоверските изданија со Big Xenon предни светла и 4 светлечки прстени и карактеристичните бубрези меѓу нив. Доле се приметуваат магленките со LED технологија и сето тоа го комплетираат големите всмукувачи за воздух. Бочните линии се она што му дава признак на моделот, односно купеовски засечениот дел кај Ц носачот. Позади доминира светлосната група, повисокиот браник и издувот. BMW X4 е со спортски манири, но во внатрешноста тоа е практичен семен кросовер кој нуди доволно простор. Иако поради линијата на покривот не изгледа така, во внатрешноста на X4 се седи комфорно, а има и доволно голем багажен простор. Но да тргнеме по ред. На возачкото седиште има доволно место и е во склад на архитектурата на BMW на која сме навикнале. Лесно е да се дојде до оптималната позиција и она што особено не изненадува е и покрај ваквата линија на покривот одличната прегледност. Можеби малку таа не е изразена во задниот дел, но затоа е тука задната камера која е несомнено повеќе од потребна за ваквите изведби. Ергономијата и квалитетот на материјалите на очекуваното највисоко рамниште.
Во рамките на M спортскиот пакет во тесниот модел, ние имавме комбинација на ткаенина и кожа Pearl Point Anthracite Black. Инструментите прегледни и функционални, BMW-овски и во склад со современите трендови, висок сјај, лак и пластика, со така наречен ефект на кора од портокал. Седиштата исто така дел од нивото на спортскиот пакет и одлично подесиви во однос на удобноста и држење на телото со лумбален регулатор. Назад патниците имаат доволно место и за нозете, а не пречи ниската линија на покривот и да ја сместат без проблеми својата глава и оние повисоките. На представувањето на BMW X4 беше посебно апострофирано дека токму тука е тајната на баварските стручњаци, кои направиле во X4 да има повеќе место за главите на патниците позади, во однос на X6 од првата генерација, па остануваме на тоа дека нема забелешки на надворешната естетика. Дволитарскиот турбодизелски мотор звучи како скромен избор, но неговите перформанси го тврдат спротивното, дури и кај близу 1,8 тони тешкиот X4. Со 190 конски сили и 400 ньютон метри, со одличниот одзив на потисокот на газ, X4 и со овој основен мотор станува мощно способен и изненадувачки брз и динамичен автомобил, и тоа на сите видови подлога. Долгите патувања со умерено темпо ќе бидат надградени и со мощна скромна потрошувачка, нешто над 6 литри на 100 изминати километри, но динамичното управување по планински патеки чувствително го крива тој просек, но и натаму во прифатливи граници. На крајот, секако не треба да заборавиме дека иако станува збор за дизел, тој е буквално нечуен во кабината и при поголеми брзини и вртежи, бидејќи звучната изолација е на ниво на задачата. Се разбира, своја заслуга за ова има и врвниот 8-степен автоматски менувач, кој нуди неколку начини на работа, меѓу другото и мануелно менување на степените на пренос. Новата генерација на автоматската трансмисија, како ова Steptronic на BMW, е навистина на чекор до совршенството, како што знаат да кажат, путер менува. Погонот на сите 4 тркала го прави X4 вистински кросовер, во што можевме во целост да се увериме. И овде X-Drive погонот не е само замислен како помошен, туку и дополнителен сигурносен елемент за брзо и комфортно управување. Од голема корист е и при теренските предизвици, иако тоа не му е примерна намена. Она што е во преден план е секојдневното безпрекорно управување, без никакви потешкоти, во склад со еден од режимите на работа на менувачот и погонот Sport Plus, Sport, Comfort и Eco Pro. Поради сите овие поединости, солидните возни својства не можат да изостанат. Напротив, на нив е направен посебен акцент, односно X4 има возни својства кои задоволуваат широк размер на стилови и потребни вредности при управувањето. Се разбира, распоредот на тежината и тежиштето не е на рамниште како кај баварските безпрекорни лимузини, но и овде е пронајден потребниот баланс, па изненадува минималното лулање на изведбата и високо ниво на контрола и при нагли промени на правецот. Погонот е регулиран да повеќе мок и момент пренесува на задните тркала, па кога ќе се навикнете на пропорциите и возачката позиција, X4 се претвора во модел за одлична забава, чиј задник посакува да легне во свиоците. За ова треба да му се заблагодари на DTC системот за контрола на стабилноста, која може степено да се регулира. За се да биде во ред, тука се новините во подпирањето, како и изборот на гумите. Едноставно, со овој модел BMW цели на пробрани клиенти од сегментот на компактни кросовери, каде навистина нема премногу конкуренција и каде купувачите не прават проблеми да платат за нешто екстра. Негови конкуренти се Porsche Macan и Range Rover Evoque, па секому нека му е јасно каков ценовен ранг треба да очекува. Согласно традицијата, Автоплус ви препорачува пред стартот на секоја сезона дестинација за патување во престојните летни жешки денови. Овој пат ја одбравме Грција,
а патувањето до нашата крајна дестинација до Никити, на вториот крак на Халкидики, ја реализиравме со специјално подготвен трейлер. Ова беше една несекојдневна авантура и ви препорачуваме, доколку сте љубители на кампувањето, да ја реализирате во своја режија, бидејќи овој трейлер посебно надграден врз Fiat Ducato со агрегат со зафатнина од 2,3 литри и 130 конски сили, можете да го изнајмите за ваши потреби. Прво, како напомена, ова е специфично возило и бара посебна умешност при управувањето. Наша препорака е, доколку сакате да уживате во возењето и во убавините по патот, максималната брзина да ви биде 90 до 100 км на час. Моторот ги задоволува потребите на каросеријата, работи тивко и троши околу 10,5 литри на правец, а бидејќи имавме неколку искачувања во текот на патувањето, потрошувачката автоматски се зголеми. Сепак, за вкупните 850 км до Никити и назад, потрошивме околу 120 литри гориво. Но ова се бројки кои се занемарливи во уживањето што ви се нуди при патувањето со ова возило. Првиот ден, по околу 6 часа патување, застанавме на обичен паркинг, што е една од предностите на камперот. По неколку часа освежување се истуширавме и подготвивме и потоа заминавме на прошетка и вечера во еден ресторан во центарот. Со оглед на тоа што се уште не беше шпиц на сезоната, немаше проблеми со паркирањето блиску до центарот. Потоа заминавме на паркингот од еден хотел каде добивме одобрение за користење на истиот, бидејќи имавме намера да го употребиме нивниот ресторан и плажата. Следниот ден стигнавме во кампот Актионеру пред Сарти, сместен во посебна лагуна. Пристојно подготвен кампинг со очигледна традиција во кампирање. Добивме место, приклучок за струја, дополнивме вода. Жешкото сонце си го стори своето, но тука беше тендата и сетот за седење од камперот. Плажата прекрасна, песок и ситни каменчиња, лежалки, музика, забава. Промените во грчката економија зедоа даноки на плажите. Лежалките се добиваа со пијалак, ама до лани. Но од годинава поради пораст на данокот од 24% и кризата се плаќа се одделно. Посебно кафе, посебно вода, посебно лежалка. Возилото има предвидено место за спиење за 7 лица. Брачен кревет над возачката кабина со димензии од 155 спрема 200 см. Во задниот дел горе и долу 2 од 70 спрема 200, а од масата која се расклопува се добива еден кревет од 130 спрема 190, а има и детски 150 на 60 см. Трейлерот е опремен со систем за напојување на струја и газ, односно загревањето на водата, работата на фрижидерот и ладењето на просторот функционираат на струја од акумулатори кои се напојуваат при работа на возилото и од соларен панел. Делови од опремата работат и на газ, а системот има 2 сада под притисок од по 10 кг. Поточно во кујната има 3 плински рингли, лавабо со ладна и топла вода, како и фрижидер кој работи на плин и на струја. Во купатилото има туш со топла и ладна вода, а за оваа цел има резервоар од 95 литри за чиста и од 100 литри за отпадна вода. Потоа тука е лавабото како и хемиското веце со касета. Од опремата ги издвојуваме и телевизорот со антена и столб за истата кој се издига над возилото и посебен сетинг со кој се бираат каналите, а има и USB влез и HDMI за поврзување со лаптоп и таблет. Клима уредот функционира постојано додека сте во движење, а од струја од конверторот работи и додека сте во мирување на паркинг во камп. Во целото возило и надвор имате осветлување со LED технологија. Во неколкуте дена имавме вистинско доживување со овој трейлер, кој веќе истакнавме беше и предизвик да се управува со оглед на димензиите на истиот. Доколку сакате и вие да го доживеете истото, сите информации ќе ги добиете преку страницата rentacamper.mk.
спортската поделба на Mercedes-Benz компанијата AMG ги откри техничките карактеристики на најновата верзија на супермоделот GTR. Возилото е опремено со добро познатиот 4-литарски V8 мотор, кој е форсиран до 577 конски сили. Истиот мотор, но со различна моќност, се користи и кај останатите модели од семејството GT. Во основната варијанта тој развива 456 конски сили, а кај модификацијата S 505 конски сили. Дополнителната енергија влијае и на динамичките карактеристики на моделот. Mercedes AMG GTR забрзува од 0 до 100 км на час за 3,6 секунди, што е за 0,2 секунди побрзо од верзијата GTS. Машината добила исто така модернизирана суспензија и дополнителен аеродинамичен пакет, а од AMG тврдат дека ваквата комбинација од технологија не е користена во ниеден автомобил досега. Новата верзија на суперизвидбата веќе била тестирана на патиката Нюрбургринг. Кои се нејзините резултати за сега не се соопштува. Она што се знае дека GTR ќе добие специјална зелена боја на каросеријата. Volvo Cars ги понуди првите информации за спортските Air Design верзии на двата најнови модели на марката S90 и V90 и објави дека во дилерските центри на марката веќе се прифаќаат барањата од клиентите. Главните новини кај S90 Air Design и V90 Air Design се поврзани со оптимизирање на спортска суспензија по динамичното емитување, поведувањето на нов модел петкраки фелни. Потоа новитетите ќе се опремени со интегрирани во предниот спойлер светла за магла, единствена маска, црни пијано елементи, а за интериерот се предвидени голем број на можности за персонализација. Автомобилите доаѓаат со спортски седишта, посебен спортски управувач, дополнителен пакет за осветлување, нагласени одделни елементи во внатрешноста и друго. Од Астон Мартин потврдија дека ќе произведат лимитирана серија од Vanquish Zagato купе. Супер ексклузивното купе кое е развиено во соработка со Zagato, благодарение на неочекувано големиот интерес минатиот месец на конкурсот Елеганса во Вила d'Este, Астон Мартин одлучи да го направи во лимитирана серија од само 99 примероци. Според познавачите, сите изведби се веќе резервирани, а цената на еден примерок е околу 650.000 евра. Купувачите ќе добијат темелно преработен Vanquish кој е редизајниран од страна на Zagato, а автомобилот добива и ексклузивен интериер направен специјално за лимитираната серија. Задолжен за погонот е 6-литарскиот V12 атмосферски бензинец кој сега испорачува 600 конски сили и му овозможува на Vanquish Zagato да забрза до 100 км на час за само 3,5 секунди. Стрекниците кои резервираа Vanquish Zagato можат да ги очекуваат автомобилите на почетокот на следната година.